Добро утро и од мене и поздрав до сите гледачи на Добро утро секој утро, утринската програма на телевизија Алфа. Денес во следниве минути ве информираме за активностите на невладиното мултиетничко, мултикултурно здружение Вешта жена, кој што изминатиот викенд започна со есенските активности, односно стартуваше циклусот на хуманитарниот настан Етно Вешта жена, кој што ќе се одржува во повеќе градови ширум Македонија и на кој што ќе бидат собирани средства, кои што ќе бидат наменети да се организираат предновогодишни забави за дечињата со пречки во развој. Еселскиот циклус започна минатиот викенд во Кавадарци, а веќе следниот викенд продолжуваат настаните во Неготино, Скопје и останатите градови. Нешто повеќе околу ова во следниве минути ќе дознаеме од председателката на огранокот на Вешта жена за град Скопје, госпоѓата Сонја Хрисанти Груевска. Сонја, добро утро. Добро утро. Ви благодарам многу на поканата на Алфа телевизија. Ги поздравувам сите гледачи од Алфа телевизија. Ги поздравувам сите поддржувачи на Вешта жена од Република Македонија, а највеќе ги поздравувам вештите жени од Сдруженијето Вешта жена на чело со нашата председателка мајка Жана Стојановска. Вештите жени се активни преку целата година и во годишниот календар на Вешта жена, освен оние општински надпревари во кои што се бира Вешта жена на секој град, за на крајот на републичкото финале да се одбере Вешта жена и на Република Македонија, постојат и овие есенски активности кои што опфаќаат хуманитарно дружење на вештите жени на настан кој што е наречен Етно Вешта жена. Може ли малку да ни раскажете што е всушност Етно Вешта жена? Вака, се почнува од секогаш овие 2 месеци, ноември и декември, ние почнуваме со Етно Вешта жена, така да до крај на годината треба да ја завршиме Етно Вешта жена во сите градови што е во Република Македонија. Вчера, во недела, се одржа Етно Вешта жена во Кавадарци, на 11 ќе се одржи во Неготино, на 12 ќе се одржи во Скопје, во ресторанот Мирко, во Новолисиче, на 18 ќе се одржи во Гостивар, на 19 ќе се одржи во градот Тетово, на 25 ќе се одржи во Крива Паланка и на 3 ноември ќе се одржи во Струмица. 3 декември. 3 декември. Па така да накнадно после ќе се пријават уште другите градови и ќе почнеме. Етно Вешта жена е ова организација Вешта жена е мултиетничко, мултикултурно здружение. Кај нас постојат од повеќе етникуми, така да сега сакаме, например, во ова наше ново време, да покажеме како нашите мајки, баби, како го спроведувале, како храната ја правеле во етно стил, како се ги хранеле своите деца, како се пречекувале разни слави, така да и сега ние, вештите жени, еве ја можам да кажам за во Скопје, пошто ќе биде на 12, ние вештите жени од Скопје, сите жени со свој допринос правиме разни производи. Ќе има една маса голема, што ќе биде све. Тоа ќе биде од продажен карактер, затоа што средствата треба да бидат наменети за децата со посебни потреби. Ќе биде весело, ќе биде со музика, имаме многу поддржувачи што ќе дојдат и забавно. Сакаме помладите сега да ги научиме како се прават разни јадења, разни рецепти, тие се достапни од нас, ние ги кажуваме на сите, имаме и книги што самите ги пуштаме во продажба од секоја година и така сакаме да остане традицијата во нашата земја, за да биде, да си остане, да се знае традицијата, кои сме и како сме, од кај потекнуваме и така. Значи, за разлика од општинските надпревари, кои што имаат надпреварувачки карактер, така, Етно Вешта жена нема надпреварувачки карактер. Всушност, тоа е настан на кој што
сите жени со свои собствени средства одвојуваат дел од своето време да сготват нешто вкусно, традиционално, солено или сладко, а гостите кои што доаѓаат на овој настан имаат можност да ја купат таа храна, да ја вкусат и на тој начин се собира тој фонд што ќе биде наменет за новогодишни забави. Фактички треба да биде малце, да биде како од помош. Ем нас да ни помогнат, ем ние средствата да ги собереме за да можеме на право место да ги насочиме. Ние секоја година за децата со посебни потреби им правиме новогодишни забави, одиме на повеќе места, не се насочени само за едни, него на повеќе групи, дали да слепи, дали на глувонеми, дали со церебрална парализа, све. Тогаш се договараме и одиме кај нив и така им ги даваме тие средства и правиме да им биде забавно. Децата малце си поигруваме со нив, во некои ресторанти одредиме, па ги земаме децата, родителите малце барем 5-6 сати да бидат слободни, ни ги оставаат нас, така да ние ги забавуваме и вистина во очињата нивни која ќе видиш како е, колку се весели, колку е тоа широко, немам зборови да кажам повеќе како се осеќаме и ние и они многу среќни. И нормално на овие забави што вештите жени ги организираат за дечињата со пречки во развој, задолжително е да се вкуси повторно некоја убава храна и специјалитетите што ги прават вештите жени. Обавезно, затоа тие ќе бидат продажни, кажав уште еднаш, можат сите да купат кој што сака, можат и тука да си јадат, можат и да си понесат со себе и за своите дома да им кажат. И стварно има многу вкусни јадења. Нашата храна, македонската, е стварно многу вкусна и позната е секаде. Оние што сакаат да се придружат и да присуствуваат на овие убави настани, на етновешта жена низ градовите што ги спомнавме, за кои што се веќе одредени датумите, секако може да го следат календарот на активности на вештите жени на социјалните мрежи. Може да го следат, еве ја ќе кажам за Скопје, кај нас е во недела на 12 ќе биде преку ден од 13 часот па до 19 часот, ќе не забавува убав оркестар, ќе има храна, ќе има музика, ќе има дружење, ќе доаѓаат и од другите градови, ние секогаш се дружиме едни со други од другите градови. И така ќе биде, мислам дека ќе биде многу весело, а и они ќе бидат хубани и ќе допринесат да ги собереме тие средства. Сега има уште еден интересен момент кој што би сакала Сонја да го споменем, а тоа е вештите жени освен овие активности, редовно одат и на некои патувања и на дружења, а гостите што присуствуваат на овие настани исто имаат можност да учествуваат во една, ајде така да наречеме, наградна лотарија, па така од секој град ќе биде извлечена една жена од гостите, од посетителите, што годинава ќе ви се придружи на некое патување. Каде годинава ќе патуваат вештите жени? Па вештите жени оваа година, ние секогаш, пошто овие 2 месеца, по завршувањето на 22, 23 и 24 декември, ќе патуваме во Проломбања. Ја одбравме дестинацијата овде близу во комши, малце и со нив да се здружиме таму, затоа што секогаш таму се среќаваме со жените од Србија, од нивните етникуми, секогаш доаѓаат, не посетуваат. Ќе ни биде многу забавно, тродневна екскурзија со 2 ноќевања ќе бидеме и така и сите други вешти жени, например од цела Македонија, учествуваат на ова патување, а поддржувачите, има, може кој сака и они да дојдат со нас, а има и, како што споменавте, наградна игра, се извлекува една карта, таа жена што ќе патува секогаш со нас. Јас ви посакувам успешна реализација на активностите во рамки на есенскиот хуманитарен циклус Етно вешта жена и се разбира да си поминете на крајот преубаво на патувањето и дружењето во Проломбања, затоа што навистина големата хуманост и големото срце на вештите жени заслужуваат на крај да бидат крунисани со едно такво патување и дружење. Да. Ви благодарам многу.
Јас би сакала да ги спомнам, пошто сите поддржувачи жени и ние од својот джеп, би сакала ако можам да ги спомнам наши долгогодишни, што секогаш не пратат, е Слога Пром и Диго Квасец. Они више со години се многу хумани и секогаш ни допринесуваат со нивна помош и наша помош да го реализираме ова. Сонја, ви благодарам за разговорот. Благодарам и на вас многу, на Алфа телевизија, ги поздравам уште еднаш сите гледачи, сите вешти жени од цела Македонија и сите поддржувачи на Република Македонија. Благодарам.